Вевчанскиот пркос гасна, зата и непредвидливиот креативен дух на василичарите, кој по пладнево требаше да кулминира на плоштадот пред општинската зграда, каде со палење на маските практично завршува карневалот. Вевчани тагува. Загубата на 19-годишното момче, кое денеска го испратија до неговото вечно почивалиште, ги потресе сите. Вевчанци се достоинствени луѓе и достоинствено го испративме Милан. Синоќа, како и денес, сите адети ги направивме во далеку помал интензитет, колку да се обележи и зачува традицијата, вели хроничарот Сашо Бетовски. Соочени со трагедијата што му се случи на Вевчани, загубата на нашиот Милан, поворките помина тивко, колку да се одбележит Свети Василија. Во текот на денот се случија тие традиционални адети што ги викаме по вевчански, се наполна вода, но во вечерните часови, раните утрински, но се помина тивко, незабележливо. Обемот ќе помал во све. Ви кажав претходно, Вевчани е луѓе на достоинствено ќе ги направиме и едното и другото. Милан е наше дете, сочувствуваме со трагедијата што се деси. Нема желба кај вевчанецот за нешто поголемо. Палење на маските нема да има. Василичарите во текот на денот ќе поминат низ центарот на селото без традиционалните василичарски ора. Ќе посетат неколку домови на оние кои го носат името на Свети Василий и го слават својот именден. Сепак убавиот сончев ден ги намами бројните туристи кои, не знаејќи за немилиот настан, дојдоа да ги видат маските. Да, ние дојдовме денес од Скопје, ама за жал не гледавме вести, па не видовме што се има случено, така да сепак се надеваме дека ќе успееме да видиме барем некоја маска и да го искористиме овој убав ден сончев, малце ќе се прошетаме. Најстарата карневалска традиција кај нас, карактеристична по уникатните маски, постои откако постои Вевчани, но никогаш не било толку тажно. Улиците во Вевчани се празни. Прв пат во овие 15 векови колку што обстојува карневалот, ги нема василичарите. Во Вевчани може да се сретнат само некои туристи кои што не знаеле за трагедијата и дошле сепак да уживаат во убавото време. Иначе угостителските објекти, поголемиот дел од нив, се затворени.